Вечерсокот во 2013 година. Прво па машко, вака почна годината. Кај нас, во традиционалните семејства, се уште важи оваа мисла дека машките деца се поповолни за раѓање од женските деца, затоа што се наследници. Последната студија на Обединетите нации покажува дека е направен неприроден дисбаланс во раѓањето на машките наспроти женските деца. Ако порано на 100 женски се раѓале 105 машки, сега бројките се променити. На 100 девојчиња се раѓаат 112 момчиња. Вака е повеќе во Албанија, Косово и Црна Гора. Каква е состојбата во Македонија? Код провери кој е посилен по раѓање, а кој подолговечен по живење. Миомир Серафиновиќ испитуваше колку абортусот како модерна медицинска технологија ја користи патриархалната математика за уништување на женските фетуси. Еден од најсреќните моменти во животот на било кој маж или жена – да се добие дете. Детето е новина во фамилијата и тоа е среќа. Нема поголема среќа, јас постојано на пациентите им кажувам, од имањето на дете. Никои титули, богатства на светот не вредат колку насмевката на чедото што ќе се роди. Радост која значи обврска и кон природата и кон општеството. Од 1948 Македонија имала 40 промили наталитет или 40 живородени деца на 1000 жители. Денеска се спушта на околу 11 промили или 11 живородени на 1000 жители, што значи за повеќе од 3 пати е намален бројот на живородените деца. Некогаш има и посреќни моменти од најсреќниот, кога ќе се роди машко, кога ќе заплаче синот. По традицијата и по обичај дека луѓето претежно се одело додека не се има машко дете. Имате вие 2, 3, 4, 5 деца кои се женски, се одело додека не се има машко дете и затоа редот на раѓањето било, односно раѓањето биле повеќе. Традицијата е таа, насекаде ја сеќаваме, дури и во рекламите или во филмовите. Што и да е, син да е. Што ќе биде? Машко или женско? Не е важно што ќе биде, важно да е машко. И дечак. Куме! И син! Куме! Но бројките покажуваат една законитост која се повторува со векови. Машките бебиња многу почесто се раѓаат од девојчињата. Во светската популација, во генерално однос, повеќе се раѓаат машки деца во однос на женски деца, или однос тоа е некаде 104 или 105 на 100 женски деца. Од 105 до 107 станува збор за некое благо нарушување на тој биолошки баланс. Тој однос од 105 машки на 100 женски новородени е нормален. Никој не знае како, кој и што го определува тој сооднос. Единствено може да заклучиме дека природата знае. Тоа е природна работа во секој случај, меѓутоа се раѓаат и машки и женски, осем ако не се интервенира од страна на човекот или селективно, да речеме, при уште носење на детето во утробата на мајката, да се интервенира ако е женско, па да има абортус и така натаму, што не е добро. Тоа е еден вид, што би рекол професорот Баелџиев, автогеноцид. Балканот, каде традицијата и желбата за син е доволно голема, предизвика реакции на чудење на Западна Европа. Утврдија дека во балканските држави, во породилиштата, заплакуваат многу повеќе машки од женски деца, повеќе и од нормалниот однос кој е во корист на машките. Така и во Македонија. Во 2011 година, учеството на живородени машки деца во вкупниот број на живородени деца е 51,6%. Или поинаку кажано, на 100 живородени женски деца се раѓаат околу 106,7 машки деца. Во еден подолг временски период трендот е, односот е ист, околу 107 машки деца на 100 живородени женски деца. Во Црна Гора и на Косово бројките се за малку поголеми од Македонија. 109, односно 108 момчиња во однос на 100 новородени женски бебиња. Рекордер е Албанија. Таму, по спроведениот попис е утврдено дека на 100 девојчиња се раѓаат дури 112 машки деца. Coefficient of masculinity or sex ratio, it's very much in favor of the male, of the boys. It's very important that the United Nations has focused the study on Balkan. Тој број не е нормален и представува отстапување од воспоставените природни законитости.
Сите земји кои што имаат над 107 стапка на соодносот помеѓу родени машки и женски деца, станува збор за преференција на полот во периодот на раѓање. Значи, пред да се роди детето, веќе се превземаат одредени активности, да, ако е женско, да не се роди, ако е машко, да се роди. Феноменот почнаа да го разгледуваат и во европските земји, пред се во Германија и Швајцарија. Нивните предпоставки се дека со користење на модерните медицински изуми во гинекологијата, родителите откако ќе го дознаат полот на фетусот, незадоволни од женската принова, се одлучуваат на абортус. That is the first study that really proves that there is sex selection before birth, either by abortion or other methods, in those countries, or in Armenia in this case, but there is, I think, the same case is true for other countries. За овие тврдења дека пред раѓањето со абортус незадоволните татковци се ослободуваат од несаканите женски деца, нема научни докази, а бројот на абортуси во Албанија се зголемува. На секои 2 раѓања има по еден абортус. The number of abortion is being considered to be the half of birth. So in the country there are about 15,000 abortions per year, which is a high number. Процентот на абортуси во Албанија е околу 50%. Во Македонија е многу помал, но не е незначителен. На секои 4 родени бебиња, една мајка извршила абортус. Во 2011-та, 5324 фетуси се абортирани. Институтот за јавно здравство не прави статистика колку машки, а колку женски фетуси се отстранети. Но како што се намалува бројот на новородени, се намалува и бројот на абортуси. Демографите се почесто зборуваат за изместување на потребата од абортуси. Ако до сега беше абортусот во најголем број од земјите, нели, како начин на планирање на семејство за посакуван број на деца, но се повеќе е абортусот и баш како инструмент земен за селекција на полот. Но зошто машкото чедо е попосакувано од женското? Традицијата и нов домаќин во куќата се главните причини. Се бројало населението, али битно било колку има машко население, а тоа предизвикува колку има способни машки за војна, за борба, за војници и така натаму. Машкото население негде 70-тите години се карактеристични и 80-тите, каде што оставаше на привремена работа во странство. Таму одеше претежно машката работна рака и затоа беа побарувањата поголеми, затоа население машко. Во минатото родителите не можејќи да стигнат до син, ги терале најстарите женски чеда да се однесуваат како мажи. Такви приказни се раскажани и по филмови. Зна ли он да не сам право мушко? Не зна. Во Албанија ги викаат бурнеши, заколнати девици, жени кои од најмала возраст живеат живот на маж. Го избрале тоа за да избегнат дискриминацијата во албанското општество, каде на жените не им биле дадени речиси никакви права. Но се поретко има такви случаи, а фотографката Джил Питерс направи галерија од последните бурнеши. И покрај тоа што и природата и желбата на таткото да има син наследник овозможиле поголема бројност на машките деца, сепак природата на друг начин во текот на животот успева да ги изравни двата пола. Машките деца во првата година детска, да ја кажеме, или првиот месец, повеќе се изложени на умирање. Значи, машкото дете е понежно од живороденото женско дете. И тоа настојува да го нарушува понатака својот баланс, за да веќе некаде од 13-14 година имаме вишок на машко население во однос на женско. Меѓутоа, поради подолгиот век на траење на живот на живородените женски деца, по правило, или жените, од 45-та година имаме вишок на женско население во однос на машко население. По ова излегува дека всушност женскиот пол е посилен и многу позначен во демографијата. Од жената вие добивате како мајка поголем број на информации. Таа одлучува ево и во Европа, второ, трето, дали ќе се роди. Значи, одделни информации се поврзани повеќе со мајката на детето, отколку со мажот. Во Македонија просекот е 107 машки на 100 женски родени деца во една година. Но во последните 20 години најчесто таа бројка изнесува повеќе. Рекордна е 1995-та, кога на 100 девојчиња се родиле над 110 машки.
Потоците за Република Македонија се во рамките на природните движења во светот, според кои на 100 живородени женски деца се раѓаат 105 машки деца. Кога ги анализиравме градовите и општините по родените деца, не може да се изведе правило. Например, во Пелагониските, Битола и Прилеп се родиле ист број и машки и женски. Во некои општини има поголем број на женски новородени деца, како што се например Валандово, Делчево или Гевгелија. Но некаде предноста на машките во однос на женските е огромна, како например во Шуто Оризаре, каде на 100 девојчиња се родиле 119 машки. Рекордер сепак е малата општина Дебарца. Се родиле 31 дете, но машките се во огромна предност. 140 наспрема 100 женски. На најголемата и несовремената гинекологија, ова во Скопје, зголемен е бројот на новороденчиња, но и бројот на абортуси. Вообичаено се прават до 10-та недела од бременоста, но некогаш тој избор се врши подоцна, за што одлучува посебна комисија. Сега, задните години, се зголемува бројот на брачни жени кои заради невработеноста, лоши социоекономски услови, значи се подразбира и стамбени услови тука, живење во 2 или 3 генерации заедно, тогаш се одлучуваат они после второ, после трето по избор, нели? Тогаш ни доаѓаат. Никој досега не се појавил со идеја да се абортира фетус само затоа што е женски. Не е етички. Мислам, заради тоа имаме и етичка комисија во која ситуација се одобрува, значи, завршување на бременост. Но не може да се извади статистика од абортуси кои не се направени во гинеколошките клиники туку во диви услови. Овој феномен, повеќе машки од женски, предизвикува ефекти и врз економијата, и врз движењето на работната сила, но и врз државното планирање за користење на ресурсите. Посериозен проблем е што со преференција на полот, уште пред раѓање почнува да се спроведува дискриминација на женскиот пол. Тоа веќе значи индикатори за родова дискриминација, значи ние правиме дискриминација на полот пред да се роди некој. Тоа е веќе загрижувачки фактор. Во Западна Европа овој пренатален избор на полот на нероденото дете е забранет со европска директива. Неморалниот избор таму го крстија како женски фетицид или геноцид извршен врз женски неродени деца. За да се избегнат овие ситуации, потребна е многу поголема информираност на родителите. The problem is more than just having abortion. The problem is that on the long run the society will not have enough women to regenerate the country or the population. So as soon as the countries have recognized the problem, they will start finding ways of improving the situation. Порано на сите им беше пубаво. Не знаеа какво ќе биде детето, па за бојата на бебешката облека се одлучуваа по породувањето. Сини или розови бенкички. На патриархалниот Балкан тој избор уште е многу значаен. Осмото дете на првата родилка од 2013 година Јасмина се надевам дека ќе донесе берикет не само во ова семејство, туку и на целата држава. Но овие луѓе не сакаа да раскажат кои им биле мотивите да имаат 8 деца пред камерата на код. Не се единствени. Јасмина и Александар Зафировски имаат 9 деца, а семејството Ацевски одгледуваат и растат 6 деца. Маја Јовановска отиде во нивните семејства да види како е да се живее со многу деца, дали е потребна само љубов, верба и желба или и нешто друго. За некои, кампањата на владата за спречување на абортусот е спречување на слободно мислење, спречување на волјата на одредени семејства. За други пак е кампања за зголемување на наталитетот. Има една анекдота од источниот дел на Македонија. Кога ги прашале таткото и мајката колку деца имаат, тие рекле 1 дете и 3 момички. Дали се уште кај нас синот е вистинскиот наследник или пак керката е миленичката на родителите? Убавка и Душко Ацевски од Скопско Долно Соње имаат 6 деца. Најстар е 17 годишниот Тоде, па Фросина, Николина, потоа дошле Иван, Виктор и најмалиот е Петар. Во создавањето на големо семејство
биле водени единствено од желбата за деца. Сум имал мера со повеќе деца да има. Не само јас, и сите мислам, од наша фамилија што сме, сите сме имали мера поголема фамилија да биде. За нас децата се најголемото богатство. Богатство не може да ни бидат парите. Пратеникот Ѓорчев и неговата сопруга имаат две деца. 2,5-годишната Марта и 8-месечниот Филип. Кај нив дома нема поделба на власт и опозиција, нема партии. Љубовта е подеднаква кон двајцата. Децата се апсолутно рамноправни, така што сите деца се посакувани, сите деца се еднакви, сите деца треба да имаат подеднаква љубов во делот на наследството исто така што во тој дел не треба да има било какви двоења врз основа на пола. Анекдота како таа од Источна Македонија прераскаже и актерот Сашо Тасевски, ама ја слушнал во Црна Гора. Негова пријателка од Црна Гора секогаш била во втор план во семејството. Страшно нервирало тоа што кога ќе влезеле во семејниот двор, во нивната куќа, кај што требало да ги пречекаат, сите станувале и му викале на брати, ето човека, нели, а незе никој не ја забележувал. Сашо има 3 деца. Кон крајот на минатата година семејството Тасевски ја доби Кира. Кај нив среќата била женско, машко и пак девојче. Но нема татин наследник, нема привилегирани и подредени. Мене ми е стварно смешно кога слушам дека некој ги прави овие работи, го збори тај да имам син е тоа вистински наследник на сите работи, нели? Прашањето е секогаш што ако има што да наследи? Или ако што тој татко му оставил за да наследи? Освен генетскиот материјал, нели така? Во таа смисла за мене се сите легитимни наследници на она што ќе им оставам, ако воопшто нешто им оставам. Поранешниот премиер Владо Бучковски има 4 сина. Иако некаде девојчињата се непосакувани, Бучковски е еден од оние татковци кои сакаат и керка во домот. Јас како дечар по природа многу би сакал да имам и керка, но сега имам 4 сина, тоа е Божји дар. Нема замешано прсти, мојата волја или било каква друга операција која би ги елиминирала другите можности. Синови или керки, во овие семејства сите имаат ист статус и исти права. Разлика немаме никакви. И керки, и синови, исто не се бачи. Сега керките па нормално ќе попутиш малку нешто. Слабост, да? Чим пружиш малку повеќе могуćности. За мене децата се секогаш исти. Значи нема врска дали е било машко, дали е женско, исто. Не можат да поверуваат дека се вршат селективни абортуси и оти женските деца се третираат како граѓани од втор ред. Се сомневам дека кај нас во Македонија е можно такво нешто, но генерално посакувањето наследникот да биде од машкиот пол, веројатно во преден план ги прави нашите сограѓани албанци или албанците од регионот како предводници на таква тенденција. Се плашам дека веројатно има голема вистина во тоа што екзактно го покажуваат сите овие податоци. Ни бил даден благословот од Господ да бидеме родители и да им помогнеме на нашите деца колку што можеме повеќе, независно дали се машки или женски, дали се синови или керки, да бидеме тука до нив затоа што од сите наши улоги во животот ниту една не е поважна од она што е улогата на родител. Нашиве луѓе погрешно мислат дека или оние со балкански менталитет, со таков склоп, ја би рекол, малограѓански, паланечки, они мислат дека децата доаѓаат од нас и тоа е многу голема грешка и затоа се јавуваат тие би рекол испервертирани односи во таа смисла машко девојче, дали сакаш или не икеш. Луѓето треба да научат дека децата минуваат низ нас. Децата се најголемо богатство, ама за нив, за да се израснат и школуваат, е потребно вистинско богатство. Убавка и душко се невработени, не добиваат социјална помош, а не ги исполнуваат ни условите за финансиска помош за трето дете, иако имаат дупло повеќе деца од потребните. Петар е роден во 2008, а законот беше од 2009, затоа не фати. И не добивате ништо од државата? Не, ништо не добиваме.
Уште, се вика стави, уште не си отворила смали очи и летарка отишла. А тешко да има работа не е проблем. Се вадат пари. Мислам, че заработиш, ама нема работиш. У цел месец дали ќе искочи 2-3 дена, 5 лета да поработиш. За многу деца треба и многу пари. Љубовта секако е најважна, но не е доволна. Ако гледаме паралелно со кампањата за многу детно семејство, тоа изгледа логично, но од друга страна мислам дека и таа кампања пред се треба да почива врз основа на реалната економска и социјална состојба што имаме кај нас. Сашо Тасевски ги исполни условите и сега за третото дете 10 години ќе добива 8.000 денари помош. Но како што растат децата, така и фамилиарниот буџет треба да биде поголем. Тие 8.000 што се даваат, кажувам дека се малце фейкерски, во смисла дека подобро да се обезбедат услови во оваа држава треторотките да се запослат, да се вработат, да може да си ја вадат една пристојна плата, која што нели нема утре да им секне, отколку да им се дава некоја така да кажам, некој сиктер хонорар, деме 10 години додека нели малце пркнат деца, меѓутоа главните проблеми финансиски ќе почнат нели после тоа. Љубовка и Душко не бараат луксус за своите деца. Тие само очекуваат дека ќе можат скромно да ги израснат 6 деца, да ги образуваат, а тие како родители да работат. Оти сиромашти и наталитет не одат заедно. Ние сме дужни да ги израснеме, да ги школуваме. Бар нешто школа да има. Нешто, да се има средна школа, па понатака. Основното што е, да го има. Сега за студирање едно друго. Не се знае како ќе биде времена, па може да се сврти времето, па може ќе има могуćност. Во овие 4 семејства има вкупно 15 деца. Дали ќе имаат и други принови, никој со тврдо да или не. Важно, сите имаат желба и љубов за уште еден член во фамилијата. Со сопругата планираме да го прошириме семејството. Ќе видиме сега, тоа е малце и Божја работа, да сме здрави и живи, би сакале да Марта и Филип имаат уште некоја братче или сестриче. Тоа го посакувам, но прашањето треба да го патите до мојата сопруга. Да имате повеќе пари би се решило? Дали е тоа пресудно? Парите? Не. Не, ама и е. Во Македонија не е познат точниот број на абортуси, затоа што во статистиките не се опфатени темните бројки од приватните клиники. Меѓутоа, како е во Западна, а како е во Источна Македонија? Дали има дискриминација уште во утробата на мајката? Дали важи правилото дека лозата мора да има машки наследник? За ова работеа репортерите Даниела Такева и Атана Соколовски, кои испитуваа какви се состојбите во Делчевско, а како е во Тетовско. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Животот не му е песна на семејството Новоселски од Делчевско Вирче, но со песна се лекува суровоста на животот во ова 6-члено семејство. Со една плата која е 27.000 денари, преживуваат 4 деца и 2 родители, но со слогата, разбирањето и меѓусебната почит остануваат секоја вечер собрани покрај скромната трпеза во малата соба. Топлината која зрачи од насмеаните лица на децата им ја дава вербата на родителите дека утрешниот ден ќе биде подобар. Во селото се живее за некој добро, за некој лошо, пошто денешната ситуација знаете какви околности нафаќа општо околу целата држава. Па сега се живее некој го караме по мизерно живот, така се ти ја знаеш, денешни плати мизерни со една плата 4 члена 6 души не лесно се држава. 4 деца тешко снаоѓање. Финансиски највише е потребно. Финансиски за средна школа кога се највише треба пари. А кога беа помаленки, како што каже сопруга, тога е помаленки деца, помаленка грижа. Поголеми деца, поголема грижа. Колку за лепо да обстанеме, да преживееме нешто да плати струја, тоа, но комунални телефоните, тоа ти помине месец, ден за утре. Кога одат на школа пари треба пари за се, а ти кога немаш да му дадеш, најтешко е. Секој утро за седмица тоа со 6-8 илјадарки не може да се преживее. Тоа е многу тешко. Да има мир и слога, поштување, здраве, богатство. Тоа е битно.
Леп печа преку еден ден, речи си. По 6, по 7. Фурна немам. Се шпоре. Покрај лебока си седам, мора нешто и да плета. На децата требат некогаш за физкултура, им потребат за школата и јас уплет. И иначе за дома, за носење. На село треба. Не може на тирени чорапи. Главата на куќата 46 годишниот Ванчо е тој што го храни семејството со плата што ја заработува во една конфекција во Делчево, а Цвета, која има 43 години, е таа што е по цел ден со децата и со домашните обврски. За нив не е важен полот на децата, важно им е нивното здравје и нивниот късмет. Дали са машки или са женски, се исто е. Тоа Бог ќе одруди со судбина, никој не може да каже, али секој што кажу Срби, прво па мушко, нек пукне, што кажу, не е тоа битно. Елизабета, Стефанија и Андреј, се децата што ги затекнавме во домот, тие со нас ги споделија нивните соништа и желби. Мислам да станам ликовен уметник, да цртам. Мојата желба е во животот да станам пејачка. Па кога ги гледам пејачките, кај мене буди таков талент што сакам и јас да бидам таква како нив. Ти се пријавила на некој конкурс, еве и тука во Делчево, нели имате пејани? До сега не сум се пријавила на таков конкурс да пеам. Но мислам во животот, кога ќе го завршам средното училиште, да се запишам на некоја музичка таква уметност и да почнам да пеам. Јас сакам да бидам кошаркар, да станам звезда. Од каде таа љубов кај тебе? Па ми се јави оште кога бев мал, кога гледав по телевизија, кога гледав кога играат и се јави таков талент кај мене и ја да бидам врховен кошаркар. Имам петки. Поголем број од оценките се ми петки. Па мислам да се запишем на факултет и потоа да студирам. Посебно кога е летен период, излеземе со девојките, се шетаме, одиме на гости, одиме на Facebook, на страница. Так, животот го минеме во осел. Дей гиди, луди млади години. Со нивната песна и со соништата на нивните деца го оставивме семејството кое е едно од 5 семејства во Делчевско и Каменичко, кои имаат по 4 деца. Статистиката вели дека лани нито една мајка во овој крај не родила 4-то дете, само една родила 5-то. Инаку од 145 родени деца во Делчево, 70 се машки, а 75 женски, пошто Делчево е една од ретките општини каде се раѓаат повеќе женски деца. Тетово е општина каде од година во година има благ пораст на новородени и намалување на бројот на абортус, велат податоците од гинеколошко-акушерскиот оддел при клиничката болница Тетово. Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2011 година Тетово без руралните општини е со 1142 новородени бебиња трет град по Скопје и Куманово во оваа категорија. Во однос на полот на новороденчињата, 588 се машки, а 554 се женски, или на 100 женски бебиња се раѓаат 106,1 машки бебиња. Пред прошлата година имавме негде 2330 новородени бебиња, а оваа година ја завршивме со 2386 раѓања. Така да, ова не радува, што во нашето одделение имаме благ пораст на новороденчињата. Дали бројот на новородени машки и женски деца е приближно 50% или има разлика? Во тој поглед ние не водиме статистика, таква евиденција никогаш не сме имале и немаме. Меѓутоа, од искуството што го имаме тука на овој оддел, апсолутно мислам дека тој сооднос е негде приближно ист. Со секој од жените што пред време сака да ја прекине бременоста, во првите 10 недели се разговара во обид тоа да не се случи, вели Руфати. За сите други случаи болницата работи според здравствените и законските стандарди. За прекин на бременоста изнад 10-та недела имаме оформени комисии пред клиничката болница Тетово, комисија од прв степен и комисија од втор степен. Меѓутоа, барањата за прекин на бременоста во поглед на машки или женски плод нема. До сега не сме имали. И традицијата на многудетни семејства се почне што се напушта.
Ако пред неколку години семејствата со 5, 6 или 7 деца беа вообичаена појава, такви сега може да се најдат само во дел од селата низ регионот, додека во градот најчесто семејствата имаат по 2 деца. Колку деца имате? Едно. Ви беше ли битен полот, дали е машко или женско која... Не, да биде здрав и жив, тоа е најглавно. Женски. Дали ви беше важен полот? Ич уопште. Значи не ми е битно да се живи и здрави. Своевидно напуштање на ваквата традиција забележали во невладината Женски форум од Тетово, која работи на унапредување на женските права. Се поголемиот број на жени со високо образование, како последица нивната еманципација, предонесува самите жени во договор со нивните сопрузи да решаваат за бројот на членовите на своето семејство, смета претседателката на Женски форум Џане Крешова. Таа е мајка на 2 сина. Може и слободно да кажеме дека веќе албанската жена се школува, благодарејќи на универзитетите кои се сега нели во Тетово, и веќе ја нема таа дискриминација, да речам, затоа што жената веќе таа сама треба да реши, не некој да ја наложи. Значи, во овој случај можам слободно да кажам дека жената веќе во поголем дел веќе сама решава, значи со партнерот, верувам, а не традицијата е оставена во овој случај. Еманципацијата на жените како последица на поширокиот степен на образованието придонесува жените од Тетовско да ги осознаат своите права за заштита на својот и интересот на нивните најблиски. Децата се среќа и благодет за едно семејство, но и семејството треба да им обезбеди добар живот, затоа што според мене тие не се само бројка за зголемување на наталитетот, туку и луѓе кои треба да имаат убав живот. Ви благодарам што и овој пат бевте со Код, имајте пријатна работна недела.